Здраво, јас сум Илија и чест ми е во следниве неколку минути да ве водам низ совети кои што можат да спасат човечки животи. Но да не си играме играчки со камионите. Пред да го расипам, да се префрлиме кај Михаил кој што ќе ни каже што да правите во случај на пожар, а вие сте дома. Слушајте внимателно. Многу е важно како реагираме во случај на пожар. Но исто така е важно добро да се подготвиме за евентуален случај на пожар во нашиот дом. Најпрво, наша препорака е да набавите сензори за чад. Нешто како ова. Не се премногу скапи и достапни се низ продавниците во Македонија. Овој уред може да ве предупреди дека, например, зетинот кој што сте го ставиле на рингла, веќе прегрел и сте го заборавиле, може да предизвика пожар. Всушност, многу пожари во домовите започнуваат токму на овој начин. Понатака, добро е да обезбедите мал противпожарен апарат, нешто како овој. И во случај на помал оган, ќе го земете секако апаратот, го чувате подалеку од шпоретот, по можност надвор од кујната, ќе го насочите кон огнот и ќе ја притиснете рачката со тоа што ќе го изгаснете пламенот. Во случај на оган со посериозен интензитет, каде ќе процените дека не сте во можност да го изгаснете, веднаш напуштете го станот, вие и вашето семејство, и не заборавајте. Ова е многу важно. Затворете ја вратата од собата. Не заклучувајте, едноставно само затворете ја. Веднаш јавете се на 193 и ние ќе пристигнеме да интервенираме. Доколку огнот од некоја причина ве спречува да излезете надвор од станот, не влегувајте во некој од собите, туку излезете на балконот или што подалеку од огнот и отворете прозор и таму чекајте. Никако не го користите лифтот. За останатите соседи од зградата, наша силна препорака е, доколку се чувствува миризба во ходникот, не излегувајте, туку останете во вашите домови, во близина на прозорците или балконската врата. Бидете безбедни вие и вашите соседи. И запомнете, најважни се луѓето. Оставете ги предметите. Останете со нас низ целиот серијал. Ви ветуваме одлични совети од македонските пожарникари. И не го заборавајте бројот 193 во случај на пожар.